Национален систем за интегритет. Оцена за Република Северна Македонија. Во 2024 година Transparency International Македонија го подготви третиот поред национален систем за интегритет, како дел од проектот EU4 Владење на правото, граѓански ангажман за јавен интегритет во Западен Балкан и Турција, финансиран од страна на Европската Унија и владата на Швајцарија. Националниот систем за интегритет ги опфаќа главните институции за управување во земјата кои се борат против корупцијата. Во рамките на оваа анализа се оценуваат 15 столбови: законодавна власт, извршна власт, судство, јавно обвинителство, јавен сектор, агенции за спроведување на законите, државна изборна комисија, народен правобранител, државен завод за ревизија, државна комисија за спречување на корупција, политички партии, медиуми, граѓанско општество, бизнис и јавни предпријатија. Државниот завод за ревизија е прворангирана институција со висока севкупна оцена од 86. Државната комисија за спречување на корупција е следна, со резултат од 72,9. Третиот столб што се издвојува е народниот правобранител со просечна оцена од 70,84. Институција што има значително пониски резултати е Државната изборна комисија со оцена од 52,7. Индикаторите покажуваат дека внатрешната структура на управување на извршните органи, која треба да промовира транспарентност, отчетност и интегритет, е многу слаба. Извршната власт има оценка 69,2. Извршната и законодавната власт имаат особено силни капацитети, но се слаби во напорите за спречување на корупција и треба да го подобрат нивното внатрешно управување. И двете треба да го подобрат интегритетот и етичките начала. Политичките партии имаат иста просечна оцена како и собранието 60,42. Во јавниот сектор имаше многу реформи со спроведувањето на новите стратегии и процедури, но се уште му недостасува независност. Овој столб има оцена од 70 со најниски резултати за неговата улога во спречувањето корупција. Најслабите столбови во македонскиот систем за интегритет се оние од кои се очекува да бидат водечки институции за владење на правото. Јавното обвинителство има вкупна оцена од 38,9, додека судството има оцена од 50,68. Агенциите за спроведување на законите имаат оцена од 58,3. Деловниот сектор пак нема улога во спречувањето на корупцијата. Освен солидната структура на управување и капацитетот, има севкупна оцена од 43,05. Други два сектори што беа оценети, но кои не се дел од власта, се медиумите со просечна оцена од 58,98 и граѓанските организации со просечна оцена од 62,5. Јавните предпријатија имаат севкупна оцена од 47,9.